Добро утро или добар ден, почитувани гледачи. Кога ова ќе се емитува ќе биде добар ден. Недела 8 февруари 2026 година. Пријатно време во Делчево, 8 степени. Луѓето излегуваат на мала прошетка. И се обидиме ние денес да направиме еден тениски натпревар, ако дозволат временските услови. А кога сме кај спортот и кошарката поточно, еве сега сме пред спортската сала, да не заборавиме денес во 17 часот играме многу важен натпревар. Екипата на КК Патриот игра против Спорт Тим Неготино. Таму во првиот натпревар загубивме 7 разлика, сега е потребна поголема победа од 7 разлика за да обезбедиме можност да играме и трет натпревар. По меѓувреме се засиливме со две американки, Лаурен Скот и Тимберли Крисвел, кои според она што го видовме во екипите за кои настапувале, имаат одлична брзина, одлично познавање на кошарката, така што мислам дека ќе помогнат да се достигне оваа негатива од првиот натпревар во Неготино и Делчевки да изборат можност да за нов натпревар и со тоа да обезбедат опстанок во првата женска кошаркарска лига. Сето тоа се разбира со нашите девојки Ана Ангеловска, Елена Ангеловска, со кошаркарката која долги години игра за клубски Патриотина Рашова и многу, да не заборавиме некоја многу други од младинскиот погон. Така што тоа е приоритет денес за сите љубители на спортот, да им помогнеме на нашите кошаркарки во обидот да обезбедат опстанок во првата лига. Доколку обезбедат, нормално другата година ќе гледаме далеку по убава кошарка со многу акции, па да видиме како ќе се одвиваат работите вечерва. Стискаме палци за тренерот Љупчо Петровски и неговите избранички. Што друго да се каже за овој неделен дел? Внимавајте сите кои патувате на патот Делчево Македонска Каменица, поради се уште влажниот терен, можно е да падне некој одрон, како што тоа е случај кај местноста Баткова чешма, каде Мартин Ангеловски, наш читател, ни прати фотографија со прилично голем одрон, за кој се известени надлежните и верувам дека брегу ќе го отстранат. Има утринска богослужба, имаше утро во Македонска Каменица, во заедничко сослужение на Делчевско-каменичката епархија и владици кои потекнуваат од село Истевник. Владиката Николај ми се чини или Пахоми, не можам сега точно да тврдам. Може да прочитате за тоа на страницата на Делчевско-каменичката епархија. Таа е завршена и подоцна ќе биде објавено што се случувало. Ние ќе продолжиме на кај тениското игралиште да видиме дали има вода да ја, така кажано, заметеме, да ја изчистиме за после околу 13 часот да може да направиме еден натпревар со еден другар. Ако дозволи времето, секако, ако не заврне нов дожд. И малку да се раздвижиме од овој зимски сон, би рекле. Иако последен пат игравме негде пред 31 декември, 2 дена пред Нова година, ако не се лажам, или во новата година еднаш имаме играно, беше малку така ветровито. Така да еден месец пауза направивме. Поздрав и до семејството Петровски кои во Гетеборг играат денес надпревари, поточно младата Софија Петровска. Знаете, таа има речиси секоја недела некои надпревари, освен зимото малку кога имаше пауза. И им посекуваме среќа на тој некој куп кој се игра таму. Имаме покана од нив и да присуствуваме во Гетеборг некојаш да одиграме
надпревар, па здрави, се надеваме ќе се реализира тоа. Тоа беше се од ова вклучување, да не заборавиме 17 часот спортска сала Методи Митевски Брицо. КК Патриот против Спортим Неготино 7 кошеви разлика ни се потребни за да бидеме во можност да возможиме трет надпревар. Ајве овде во близина од минавме се гради и скейт паркот, ако не се лажам, во близина на градскиот стадион. Да се надеваме дека и нашите мрежи ќе бидат поправени, дека ова ѓубре нема толку многу да се фрла ако би имало редовни редовски служби, така да има што да се работи, само треба да се сака.